2 години откако е оградена едната, со пари од буџетот ќе биде поставена заштитна ограда и на другата страна на кејот од реката Отиња. Идејата за оградување на кејот и тогаш и сега е ангажман на пратеникот од ВМРО ДПМН Никола Мицевски. Посебно сум гор што успеав да ја заокружам оваа целина, именно со амандманот кој што беше прифатен на Комисијата за финансирање и бюџет, се предлагаше да се обезбедат средства во висина од 7 милиони денари или некаде околу 114.000 евра за поставување на заштитна ограда на реката Отиња од левата страна низводно, значи од јавното предпријатие Истар до влевот на река Брегалница кај Ново село. Претходното, значи десната страна на заштитната ограда е исто така обезбедена со амандман во 2019 година. Сепак, реализацијата е условена со време и таа мора да се случи оваа година. Проектот треба да започне пред изборите да бидат распишани, а да заврши до крајот на годината. Јас се надевам и апелирам до општина Штип, се надевам дека има целосен проект за поставување на заштитна ограда на река Отиња, доколку тоа го има, да веднаш сега, после пленарното изгласувањето на ребалансот на буџетот, ќе можат веднаш да ги повлечат тие средства, да се организираат и што побрзо почнат, затоа што влегуваме во период на распишување на избори, а потоа и во еден предизборен период за локалната самоуправа, така да колку е можно побрзо да се искористат овие средства, толку е подобро, затоа што се буџетски средства, доколку истите не се искористат од страна на општина Штип, истите ќе треба да бидат вратени во буџетот, односно нема да можат да бидат реализирани за наредната година. Доколку општина Штип успее во овие рокови, тоа ќе значи решавање на уште еден проблем од безбедносен аспект со кој Штип се соочува речиси еден век. Вкупно досега за оваа намена се обезбедени 8,7 милиони денари, од кој 1,7 беше оградено коритото од црквата Свети Никола до здравствениот дом.